Сите слободни капацитети во Крушево се резервирани за новогодишните празници. Се бара буквално кревет повеќе. За сега единствено уште малку слободни места може да се најдат за Божик, но прашање е не на денови, туку на часови кога истите ќе се потполнат. Крушево очекува над 2000 посетители за празниците. Крушевчани задоволни, бидејќи велат дека туризмот е главната економска гранка. Резервациите во градов се исполнети до последно место. Се очекува новогодишните празници, новогодишна еуфорија, да се забавуваме, да се дружиме, дека повелат сите што не биле во Крушево има што да видат. Да уживаат, ова е природна бања, воздушна бања. Тука е вистина чист воздух, убавина, мирно место. Очекувам да има многу посетители ко секоја година. Крушево има предност што се е близко и скијачките терени, градот и услугите, пошта, болница, мислам. Секоја година полно е. И приватен смештај и хотелите. Што значи? За Нова година нема слободно место, баш пред Нова година и по Нова година. Што значи многу семејства веќе живеат од тој бизнис, изградија многу приватни и то убави апартмани, соби. И така да сите имаат корист и трговија и тие луѓе што издаваат и угостителите и Крушево е полно и лето и зиме. Угостителите велат дека предноста на Крушево како зимски центар е тоа што е урбана средина за разлика од другите вакви места. Во споредба со другите ски центри во Македонија, мислам дека нуди повеќе можности за уживање во зима, затоа што е град, има инфраструктура. Оваа сезона може да се пофалиме и со зголемена активност во самиот ски центар, направени се доста голем број на инвестиции. Имаме исто така голем препроширување на туристичките капацитети. Од платформата за развој на туризмот Фил Крушево вела дека според најновото нивно истражување, спортскиот туризам е еднината на овој град каде што треба најмногу да се вложува. Во спортот се вложува доста и во туризмот, меѓутоа кога ќе се спојат спортот и туризам, спортскиот туризам дефинитивно има иднина во општина Крушево. Секако адреналинските спортски активности, потоа атлетската трка како што имавме градска, потоа велосипедските патеки и велотрките кои што се прават во Крушево. Инаку Крушево пред неколку денови доби европски грант од 700.000 евра за развој на активниот туризам во рамки на прекограничната соработка со албанскиот град Елбасан. Проектот опфаќа изградба на паркинг до самото полетувалиште, поставување на двемерни станици, поставување на лед осветлување околу објектите од областа на културата и оспособување на патека за даунхил, односно планински велосипедизам. Ова е важно затоа што граѓаните според нашите истражувања и испитување на мислењето за буџетот за наредна година, граѓаните одредуваат, сметаат дека туризмот треба да биде насоката во која што општината најмногу ќе вложува. Овој проект треба да се реализира до средината на 2024 година.